Почитувани, стручните соработници сега ќе го креваат рейтингот и на Советот на јавни обвинители. СДСМ и ДУИ продолжуваат со својата агенда за целосна партизација на судството во Македонија. Не поминува ден, а да нема скандал поврзан со судството и со судскиот систем во државата. Денес во Собранието на Република Македонија на Комисијата за прашање на изборите и именувањата на дневен ред се точките каде се разгледуваат кандидатите за членови на Советот на јавни обвинители. Секретар, разрешен бивши јавен обвинител и повторно стручен соработник се тројцата истакнати правници на власта, од кои што двајца ќе се вдомат во Советот на јавни обвинители. Имено, биографиите на кандидатите за членови на Советот на јавни обвинители јасно укажуваат дека власта и во ова судско тело има намера да пушти своји канџи. Според биографијата на стручниот соработник, може да се види дека постојат основани сомнежи дека овој кандидат е партиски послушник, бидејќи истиот претходно бил работно ангажиран во СЈО со исплатен огромен хонорар во износ од 1.860.000 денари, односно околу 30.000 евра. Целата македонска јавност многу добро знае и памети чија испостава беше СЈО, како и на кој начин работеше таа институција и како истата заврши. Вториот сомнителен пример е кандидатот кој што во минатото бил јавен обвинител, но поради нестручно, несовесно и непрофесионално работење бил разрешен од функцијата. И третиот сомнителен пример е актуелниот секретар на Советот на јавни обвинители. Од тука јасно се гледа дека за власта не се важни и главни критериуми стручноста и професионалноста на судиите и обвинителите, туку најважен критериум е блискоста и поврзаноста со партиите на власта. Почитувани, ова е доказ дека за СДСМ и ДУИ не постои владење на правото. Ова е доволен доказ дека партизацијата на судството и судскиот систем во државата продолжува и тоа со засилено темпо. Зарем ова не се причините кои што доведоа до 3% доверба на граѓаните во судството во Македонија? На крајот, сакаме да упатиме порака дека ние, како народни избраници, и понатаму ќе продолжиме да се бориме, искористувајќи ги сите демократски и деловнички алатки, за да ја спречиме оваа катастрофална и погубна политика на власта. Во Република Македонија мора да го вратиме владењето на правото, независното и стручното судство, мораме да го вратиме почитувањето на Уставот и на законите со цел подобар живот на граѓаните. Ви благодарам.